Утре почнува протестниот марш за чист воздух, кој од Министерство за животна средина и просторно планирање ќе продолжи преку собранието, владата и ќе заврши пред зградата на град Скопје. Од Шанса за центар, која стои зад протестот заедно со повеќе граѓански организации, велат дека надлежните се уште не одговориле на барањата за чист воздух по протестот што се одржа на 10 декември. Протестираме бидејќи секоја година повеќе од 3800 луѓе во Македонија ги губат своите животи како директна последица на изложеноста на штетните честички. Ова представува 17,7% од вкупната смртност во државата. Особено загрижувачки е фактот дека едно од 9 починати деца под една година го губи животот поради загадениот воздух, се наведува во повикот за протестот. Протестот го поддржа и Зелен хуман град, Скопје Смок Аларм, Независни за Карпош, од два иницијативата Зелените од Газибаба, иницијатива за ослободување од еднократна пластика, на точак Биди зелен и слобода на говорот. Непознати сторители опожариле два сада наменети за одлагање комунален отпад во скопската населба Дебармало. Контейнерите се лоцирани на улицата Орце Николов, во непосредна близина на Генерал-штабот, и истите се со зафатнина од 3,2 кубни метри. Двата опожарени контейнера се неупотребливи и во најкусможен рок ќе бидат заменети од страна на екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, велат од предпријатието. Опожарувањето на контейнерите значително ја нарушува динамиката на одлагањето, собирањето и транспортот на комуналниот отпад и го невозможува навременото реализирање на активностите предвидени согласно оперативната програма за работа на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, наведуваат од јавното предпријатие. Од почетокот на 2024 се опожарени 22 садови наменети за одлагање на комуналниот отпад на територија на градот Скопје. Сите случаи на опожарување на контейнерите се пријавени кај надлежните органи. Почнувајќи од денес, започнува со работа новата потрачна канцеларија на Агенцијата за катастар на недвижности, лоцирана во скопската населба Газибаба, која првенствено е наменета за граѓаните на Газибаба, но и за околните општини Чаири и Бутел. Потрачната канцеларија се отвора по цели 12 години. Во неа граѓаните ќе можат поблиску, побрзо и полесно да ги добијат услугите на агенцијата од сите организацијски единици. Отворањето на новата потрачна канцеларија е чекор напред во процесот на доближување на услугите до граѓаните, преку кои тие ќе бидат подостапни за секого. Оваа новина е во насока на доближување на услугите на агенцијата до граѓаните на една од најголемите и економски развиени општини во државата. И не само Газибаба, туку и Чаир и Бутел. Посебно задоволство ми е што на крајот на годината реализираме еден важен проект на кој заедно со мојот тим макотрпно работевме изминатиот период, истакна директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски. Живковски сподели дека станува збор за целосно нов, опремен и реновиран простор, лоциран во скопската населба Автокоманда, веднаш до дирекцијата на Агенцијата за катастар на недвижности. Подрачната канцеларија во населбата Автокоманда ќе биде отворена за граѓаните секој работен ден во периодот од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути. Општина Центар ги поканува сите граѓани на новогодишна прослава во градот вечерва во 20 часот на Боемска 1. Забавата ќе започне со легендарниот диџеј Александар Јорданов, а Никола Перевски пере и нокаут ќе ја кренат атмосферата со своите незаборавни хитови. Ве чекаме сите вечерва на Боемска 1 на добра журка, заеднички да ја испратиме 2024. Овој концерт е одлична можност да се собереме сите, да се забавуваме и да ја прославиме магијата на празниците. Со сите вас заедно да ги споделиме последните моменти од годината, а во новата да имаме многу оптимизам и радост, истакна првиот човек на општината Горан Герасимовски.
Денес во свечената сала на Хотел Парк во Скопје беше презентиран проектот за одржлив и инклузивен, рамномерен регионален развој, спроведен од Центарот за развој на Скопскиот плански регион во соработка со швајцарската амбасада, а со поддршка на Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. Презентацијата на проектот се одвиваше преку повеќе панел дискусии, во чиј фокус беше ставен одржливиот развој, како клучен за инклузивен и економски развиен регион. Фокус беше ставен и на иновативните технологии за заштита на животната средина, за одржлив развој во Скопскиот регион, како и јакнење на економскиот развој на регионот со промоција на туристички понуди и заштита на природното и културното наследство. Модератор на настанот беше Регина Икономовска, координатор за регионален рамномерен развој, а меѓу присутните беа Коста Маневски, председател на Совет за развој на Скопски плански регион, Розита Арсовска, виде директор на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, представник од Сојузот на стопанските комори на Македонија, раководители на сектор за заштита на животната средина и други. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно ќе ја